Почитувани, добар ден, еве заедно во емисијата Очи во очи ќе дискутираме за нешто што треба да ни се случува во иднината и што долго го чекаме во и подалечното минато, а не толку далечното минато. 13 септември 2024 година председателката Силјановска-Давкова иницираше прва средба со председателот, тогашниот председател на Бугарија Румен Радев, и таа по повод денот на независноста 8 септември со присуство на операта на Буко, во изведба на Македонската национална опера и балет, а во Софиската опера и балет, сето тоа пропратено со заеднички ручеки во рамки на таа, како што таа ја нарече тогаш, културна дипломатија, чија важност и тоа како ја потенцираше, а на прашањето дали нејзиното присуство е знак на пријателство, таа тогаш потврди дека да, ова е, цитирам, еден чекор, верувам во културната дипломатија и верувам дека е посилна од традиционалната дипломатија. Но дали некако лончињата ги смеша протоколот во Бугарија, случајно или намерно, по тоа не сме ни ние нешто кој знае како добри, по протокол знаеме често и знамиња да смешаме. А токму со знамињата и таму настана проблем, имено не беше поставено бугарското знаме за време на македонското знаме за време на фотосесијата токму помеѓу Радев и Силјановска-Давкова. Не беше поставено државното знаме, всушност ќе потенцирам, значи не македонското, во оваа смисла ако правиме таа дистинкција етничко и државно и слично, ова е државно, значи македонско се мисли на сите, всушност на државата. Не беше, велам, поставено, а во делегацијата беше тогаш и сега актуелен министер за надворешни работи, кој се чини со реконструкцијата на владата нема да биде опфатен, Тимчо Муцунски, министерот за култура и туризам Зоран Љутков, за кој изгледа се вели дека може да биде реконструиран, дисциплиниран или што ли веќе, ќе видиме, зависи од веројатно премиерот или тие договори партнерски што како ќе биде, ќе се трампи, нема здравство, образование, култура. Но ајде да се вратиме ние на нашето со тие државни знамиња, иако понатаму имаше и заеднички ручеки, се одржа, тоест присуствуваше председателката на гостувањето на Македонската опера и слично. Прашање колку и дали воопшто позитивни поени дојдоа на контото на државата и дали тоа беше неуспех на културната дипломатија или таа воопшто немаше прилика ниту да заживее, затоа што се покажа дека беше потрошена огромна енергија, а всушност се отиде во негативна насока, се појавија реакции во јавноста, две бугарски знамиња, ни едно македонско, па не сме ние наивни, знаеме што значат, каква символика има и така натаму беа дел од оние коментари на социјалните мрежи, иако се чудам зошто велат на две бугарски, ни едно македонско, знаеме што е, па тука десетици знамиња, други ни едно македонско, па никој ништо не забележува, како тоа забележал, не ми е јасно, но како и да е, во секој случај отиде во таа негативна насока, потрошена сосема, велам, во една друга димензија која премина во, провокација и, велам, ги расипа сите вкупни резултати. И тоа беше тогаш таа прва средба која, може да се каже, иако беше представувана и тоа како оптимистички, заврши доста неславно, односно и онака кревките затегнати тогашни односи и дистанцирани ги уште повеќе ги продлабочи, а меѓупартиските тензии внатре, значи кај нас и тоа како уште повеќе, велам, се поларизира од оние. Колку за подсетување, значи не е тоа новост како комуницираат сега, така беше и тогаш комуницирањето од опозицијската СДСМ, дека тоа е всушност понижување на државата и така натаму, па возвраќање од
ВМРО ДПМН е дека тие се лицемери кога зборуваат за такво нешто, а зборувале за еден народ во две држави и оние цитирања на оние некои ситуации со тогашниот премиер Бојко Борисов, љубави така натаму што имавме со поранешниот наш председател, што значи само каква и да е ситница не внесуваше како и тогаш, така и сега. И тоа како сега, мислам, на ете и ова со она неодамнешно северно-македонски, се фокусиравме околу тоа толку многу што ништо од подобрувањето на односите. Сега, меѓутоа, ете, доаѓаме во сегашноста. Председателката за утре најавува средба со подпредседателката на Бугарија, председателката Давкова, нашата, Илијана Јотова, и таа сега уверува дека ќе се отворат суштински прашања, ќе придонесат за напредок на диалогот, дека средбата е продолжение на претходните контакти, исто како и тогаш 13 септември 24 и министерот за надворешни е присутен, Тимчо Муцунски, мислам ќе биде утре, и тој најавува интензивирање на контактите со бугарските власти, најавува дека диалогот е неопходен во актуелниот политички контекст. За жал, тој потенцира и вели, цитирам, немаме алтернатива освен европската интеграција. Велам за жал, затоа што кој ќе кажете дека немаме алтернатива, значи во рацете или на милост и немилост сте на тоа едно, затоа што немате друга алтернатива. А од друга страна очекува фер решение за билатералниот спор. Па какво фер решение, ако велите немаме алтернатива, значи во твоја милост биди фер. Но ова чисто колку можеме и што дали можеме да очекуваме, истини се актерите, го нема вистина Љутковно, нема ни некоја представ, премиера, може би и веќе за реконструкција, ете, со него се расправа. Но веламе, председателката и Муцунски се тука, и председателката подвлекува дека нема нерешливи проблеми меѓу Македонија и Бугарија, дека е потребна комуникација, надминување на разликите, и сето тоа лежи токму во соработката, во заедничкото учество во проекти од взаемен интерес. Подсети вистина таа и на претходната прва средба, а ова ни ете втора, па второ да видиме поправен, втора шанса, затоа и во темата за надминување или за продлабочување на спорот. Тогаш ете некако дополнително се замрзна изгледа. И се, дури ете и како ќе се видеа министерот Радев, ете, она северно-македонски, и тука веднаш поларизација и скандали, дипломатски ноти. А велам, председателката подсети и вели сите, токму на таа средба со инцидентот, всушност, на знамињата, што направи оние клучни пораки, идејата, таа културна дипломатија да не само премине во втор план, туку да остане недоречена, и изјави дека сите што бевме, овој цитат, присутни на работниот ручек, за тогаш, нели, слушнавме говор за потребата од соработка во многу области во кои заедно би постигнале подобри резултати и повеќе успеси. Значи, сето тоа, ете, таа замена со знамињата го ставила во сенка, а всушност, ете, може да се толкува дека има и можност, и желба, и нема нерешливи проблеми, и се враќам на цитатот, и со комуникација, тоа е единствениот начин да се однесуваме искрено и добронамерно, без навреди и меѓусебни пораки, внимателно, мерејќи ги зборовите. Се надевам дека и ние ќе ги мериме внимателно, одмерувајќи што ќе ни донесе утрешната средба. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Добар ден, кој ни е прв? Повелете. И со добар ден. Одлично се слушаме. Добар ден, повелете. Се слушаме. Да, вие сте, повелете. Видете, со Станоков, што знам, таа Јотова второразредна е, така ли? Не е подпредседателка, да. Но... второразредна. Да. Сега вака. Например, за знамињата. Добро. Како рече овај еден народ, две држави. Да. Во тој еден народ исти знамиња. Български. Тие претежираат на тоа. Ама сето тоа е подкрепено од нашите издајници што беа на власт и уште сега што толчат, а и од нас што се јавуваме, има издајници многу од народот,
македонски, не знам што очекува и што мисли, да продава државава да распаѓа. И несватливо ми е и уште, што вика Мицкоски, глодат да е нема државава. Па, дали знаат бугарите како се однесувале не само во Втора светска војна, оопште, цело време. И сега, како протежираат, пошто пото да не нема нас. Сега полека се стана малце за реципроцитет, ама некако благо мене ми делува. Абе кажи одсечно кажи, реципроцитет. Да ги внесите пресудите, устави двете држави ќе отвараме, и вие и ние. Друго нема што да преговараме, нити ви бараме повеќе, нити ви даваме помалце. И што има нон-стоп, ради тоа тие повеќе се плашат, ама нашите не знаат тоа да го искористат. Тие, неќам да зборувам зошто, го кажав тоа повеќе се плашат. Так. Некој кој е умен, кој разбира и кој е следел историјава и кој Така, благодарам ве поздравувам, кој е умен, кој е, велите, познава, разбира. Веројатно тогаш и поинаку би се однесувало до на што прашувате вие, дали знаат како се однесуваат. Односно, како се однесувале, дали знаат како се однесувале, во смисла што има она историски, а веројатно знаат, но воопшто не покажуваат такво нешто. И сега тоа не е ништо чудно, ете и тука имаме, затоа прашањето исто може да се постави, а знаат ли тие што ќе излезат тука и користат Северџан, Глодар, Дабар, предавник, како се однесува, на што личи, како се представува себе си. Знае или не знае, не е битно, но ете, тоа е неговиот израз. Како ќе се поставиме ние кон нив, тоа едноставно не треба да другите, мислам, кои да е, да ги допира, но треба да се постави јасно и конкретно. Тој дали му е тоа реториката, ќе повторува тоа, ќе кажува или нема да кажува, така исто и тука. Дали знаат тие како се однесувале, што правеле. Очигледно, тие си го тераат своето, како што велам, ќе си повторува некој мекотел или како и да е. Глодар не е битно, или љубави, или што и да е, имаме, ево ти га не знам, ајде да не отидеме предалеку и ова е веќе. И сега, што замисли нас да не погодува, не ги погодува нив, кои го прават тоа. Еве и сите овие работи што ги спомнав. Во таа смисла, ете, тоа е како се, па дајте тогаш, ако не го погодува или не забележува тој што така се однесува и не го допира тоа, зошто би нас тоа толку не допирало и би реагирале. Како велам вака меѓу интерперсонално човечки, така и меѓудржавно. Тие игнорираат воопшто тоа и си тераат свое. Нема ништо, една хора, уставни измени ќе направите и готово. Имаме ли ние тогаш наш став за тоа да тераме и ние? Седно е тоа. Па две знамиња таму, па слично случајно било, не било. Ајде вие објаснувајте, ајде полесно е кај нас, ние барем сме, не знам, релативно, може би помлада држава и така, па сите тие гафови исто така су замена на знамиња, но не биле во тој контекст ставени знамиња. Така што кај нив, што е тогаш тоа, гаф на дипломатијата, на протоколот или уште полошо, провокација? И сега знаат ли тие? Па знае ли и ЕУ, знае ли и секој да го искоментира тоа? Не. Затоа велам, мислам, нема реакции. Треба ли да се поставиме ние тогаш со своето и готово? А кој како се однесува, ако сака да повторува цел ден Северџани и Глодари, нека го прави тоа. Тоа е негово, се нашол тука и нека го прави тоа. Како ние ќе се поставиме кон него? Како држава. Ете, тоа е тоа сега и во тој контекст што ќе ни донесе утрешната средба. Затоа ни е мудроста тука битна, односно вистинската дипломатија. Ако вие, ете, затоа и кажав изјавата на министерот, дека за мене е за жал. Изјавата немаме алтернатива освен европската интеграција. Тоа значи за жал. За жал немам каде да одам освен ова да го правиме тука и ве молам, ете, во ваша милост и немилост. Добар ден, повелете.
Почитувам родителу, добар ден. Епа, добро, знаев јас, ете тука сте, ќе се вратите, ајде. Јас во целост, како Диме, го прифаќам она ваше кажано, секој си го тера своето, вие терате си го вашето, ние гледачите нашето, во колку можеме, сега на темава. Почитувам родителу, вие спомнавте измешани тенџерци, капачиња. Јас ќе го кажам следново. За кое знаме, за кој знамиња станува збор? Па ние имаме безброј знамиња во Македонија. Кога може, црквата, еднаш ви го кажа тоа, во дворот на црквата Света Елена и цар Константин, да го има уставното знаме и знамето со овие игли за плетење. Ја не знам на кое знаме да се поклонам и како да влезам. Почитам родителу. Па ние имаме знамиња со црни орлиња, сега имаме со бели орлиња и сега не стајле знаменце не истакнале. Па и они се прашуваат, па ќе дојде некој од Македонија, кој знаме да го истакнат. Па ние сме трагедија. Па ние идеме сами против себе. Па не си го почитувам уставното знаме, бе, молам. Сега, нели е навредливо под председателката преди председател. Знаете зашто е така? Па ги знаат тајните. И ние, нивните и они нашите. Што се случи горе наводно? Шпионажа. Така? Кој авторитет е она? Кој авторитет е она? Кој? Во нејзин кабинет има шпионажа. Сега кидете и од тоа ке... Па сега не знам само како ќе им биде средбата, изгледа на нејзин ке се нафали со двете раце да ја гучка. Дали ме разбирате? Без авторитет. Под стигите на чизмова. Па она нема свој став. Еве, јас сум плаво убеден како Диме. Она, ако има свој став, ја имео да не го носам. Или став на Македонија. На времето викаше. Да, добро, истече времето, благодарам. Но, ете, и независно, премиерот Мицковски исто така. И тогаш на онаа средба 24-та и сега вели дека е за одблокирање на евроинтегративните процеси и дека посветено ќе работи на таа агенда. Ова е тогаш, 24-та, пред посетата, но дека од бугарска страна треба да има партнер со кого ќе може да се комуницира. Сега вели исто така, оној прв дел, дека е за одблокирање, за разговор и слично, но дека дека ќе ги штити и интересите, идентитетот и така натаму. Предпоставам доколку смета дека се загрозени. Добар ден, повелете. Continue to hold. Добро. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Сега Исо вака се јавам од Кавараски. Поздрав до вас, повелете. Значи, тие бугарите направија такви доста во Македонија, ги унесепаа 12 деца во Варша. Ја имам тато од Тепане, од бугарите, партизан беше. Значи сега ние имаме најдобри односи со србите. Тоги србите можда била Ваа Македонија и Јужна Бановина. Али сега не е Јужна Бановина. Јасно на здање да имат. И под хитно да го канат. Сега е прашањето како да ги поправиме со Бугарија, а токму како дел од тој процес на соработка со Југоисточна Европа и евроинтеграција. Да ја оставиме Србија со други зборови. Молам, да. Да се искажам Исо. Да. Сега ние имаме најдобри односи со Србија. Но Србија не ни е бела... Србија ни дава жито. Најдобри односи имаме ни сега со Србија, која не е Јужна Бановина. Добро, и тоа е во ред, да имаме нешто добро што не треба да го поправаме. А ова што е лошо се односите со Бугарија, кои ни се услов за да тргнеме по патот кон неу. Како тоа да го поправиме и дали утре ќе има нешто во таа насока? Искажам сега. Тие бугарите такви злото се направија у Македонија и не иду у обзир бидат да се измени уставот. Од хито себе Вучите го карат у Македонија и со црвени кепе да го пречекат. А овие хрватите го отепаа Сашко Кешовски и тие словенците
Благодарам ве, поздравувам. Инаку председателката Силјановска Давкова го поздрави оној non-paper документ на Мерц и Макрон, Франција, Германија, за она асоцијативно постепено членство. Значи, генерално одиме во таа насока, би прифатиле. Макар да седнеме да гледаме без одлуки, како ставна председателката, велам, затоа што таа го поздравува сега со тоа што нагласува дека конечни оценки би се дале дури откако ќе се објави официјален документ. Но, значи, не е директно веднаш дека е против и така натаму. Сега сето тоа е, велам, токму поврзано и со оваа средба која доаѓа и по форумот, односно самитот ЕУ Западен Балкан во Црна Гора, предходно посетата на Кошта, председателот на Европскиот совет, и сето тоа, велам, токму е еден вид иницијатива за отворање на диалогот со Софија и надминување на спорот. Добар ден, повелете. О, Да, поздрав, повелете. се слушаме, а? Се слушаме, да, вие сте, повелете. И види, знаете што е работа тука? Сега не знам, овдека Давкова допрва ќе се сретне со ова Јотова или... Да, за утре е закажано. Знам дека на ниедни вести не видов Фабер дека се сретнале, значи допрва. Да, допрва, па еве, ние, не знам, лицитираме. Така, сега ние ќе правиме атер на западњаците тука, идете таму, сретнете се, направете муабет. Јас пак ги жалам овие сите што ги донесува на власт овие сега што се. Затоа што овие се бетер предавници него оние други нешто ги напаѓаат, што ги викаат оние свержани. Затоа што тој барем влегува у ризик, ја внесува државата во некој предавство што направил. И тука завршава филмот со него, тој ја губи власта. И овој како кукавица некоја ја зима нивната сила, значи, со тоа што добар дел револтиран народ, влегува у акција за да ги собори и да ги девалвира скроз овие предавници за наводници и ги форсира овие што ветуваат дека све ќе коригираат. Ама нема корекција никаква. Ова прашање кај луѓе што имаат малку добрест, значи своје ја, дали политичко, дали човечко, немаше да го тераат више овој процес. Ке пресече, едноставно ке решат извини. Вакви услови ние не прифаќаме за Европска унија. Не мора, ние ќе живееме тука, ќе... Ама еве, немаме алтернатива, освен европската интеграција, вели Муцунски. Има. Муцунски нека се збори таму на фамилија, на роднини, на братучеди. Мислам, добро, не се досетил он тој на ова е... Не, сето ова е безработнички, измечарски, полтронски однос кон Западот. Поздрав. Поздрави до вас, да. Мислам, таа безалтернативност ја слушаме 30 години, колку што сме ние безалтернативни, всушност, без идејни и без... Па, и ако не барате ништо, нема, седи дома, човек нема работа, нема, не побарал. Тоа не зачека, има работа, но едноставно сигурно нема ако не побарал сам и тогаш со право може да вели нема. И ете, ајде, што ќе падне нешто во вид на, не знам, план за раст акцијски, ваков, таков фонд одовде, одонде и добро, нема друго, чекаме. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, се слушаме, да. Па видите, кај ќе почна вака се една изрека на Стефче Јакимовски, дека он кажа дека парламентарните избори ќе ги добијат оние што подобро ќе лажат. А што Стефче некни и она пресконференција сега повторна пријава? Ама не, денеска му ја потврдија казната од една година. А па како тоа ден по давање на интервју дека... Па добро, тоа е така, а па оно јадникот од Свети Николе... Па не коинциденција, јасно, туку е некако, како такви коинциденции? Гледаш оној од Чаир Симолци, него ништо топ не го бие. Сакаш? А добро, нема коинциденција, вака сега... Да, кај Стефче јаден коинциденција. Не, колегата вика, што имам ја коинциденција, постојано ми снемува хартија во принтер, се него така го снаоѓа. Го времето сега. Да. И со, гледај сега, пази кој е циркузот. Да направиш нешто за општествено добро, тоа е зграда за општина и противпожарен дом, и државата да ти стегне пријава да те суди за тоа. Која коинциденција си ти, мајка? А оној таму проневерил
ја оштетил државата за милионски суми, него ништо не го пипа. Ако нема обвинение, зашто пак вие ова си? Па нема, уште го испитуваат по истрага тоа. Види, ние така да се значи кој подобро лаже. Така да, ја мислам дека граѓани на оваа држава уште некој добро ги лаже. За сега, колку гледате си нека интервјуто на председателката за 360 степени, едната се изгуби. Не знаеше што да му одговори на водителот кој цело време го потенцира протоколот дека не е обврзувачки, дека е советодавен, а она ја врти водата на некоја воденица, што буквално сити се чуде што сака да каже. Дали ме разбираш? Така беше и за Преспанскиот договор, го критикуваа дека е лош тој член 7, за да сега најголемите критизери почуваат полека да кажуваат, ма не е тој толку лош, тој е добар. Тоа е проблемот. И сега, али затоа овој народ овдека е ушлифов. Да, благодарам. Поздрав за јавувањето. Повелете. Добар ден. Добар ден, Ипо. Поздрав, да. Одлично. Поздрав до тебе. Благодарам ве, поздравувам. Абе, многу коинциденции има. И Груевски Мерцедес што купи за добро на државата беше. Ама 12 години затвор окрка тројца, така? Тогаш не ги видоа коинциденциите, така? И Гордана е премногу интелигентна за да ја разберат некој си. Треба малце нивото да го спушти, не може да ја разберат. Како луѓето не разбираат дека и Езоп ги користел животните за човечки особини да окарактеризира. Не е навредливо? Езоп го користел тоа. Знаеш ли што е понавредливо? Понавредливо е во пасажот да ми пишува 2 коси црти граѓани на Северна. Тоа е навредливо. Тоа е трајно нешто. Некој може мекотел да те нарече 1, 2 пати, 3 пати ќе се заборави. Ова е трајно. Кој тоа вика дека бил добар Преспанскиот? Најкатастрофалниот предавнички договор. Па најголемите критизери, еве ги по емисиите исто го викаат. Предавена античката историја, човече. Македонци нема во Македонија, македонци има во Грција. Дај нека не кажува приказни. Пријателов, никако не може Заев да го одбрани, значи не постои одбрана. Ова со грците, само русите може, со бугарите само русите може да го решат. Тоа е нивна стратегија уште која ги формира. Треба само да им кажат да прекинат и веќе прекинат. Нема друго чаре. Нели гледате дека бугарите купуваа бугари во Албанија, купуваа бугари на Косово. Зашто тоа го правеа? Значи само во соседна држава може да имаш малцинство. Значи ова е втора бугарска држава. Затоа има малцинства. Можеме ли ние под наводници да купуваме македонски државјани, не знам, да издаваме пасоши на граѓани од Бугарија, од Србија и така? Ние немаме потреба, тие се наши. Значи, тие се фактички наши, немаме потреба. Тој што фалсификува, тој има потреба и што да го прави тоа. Так. Ние немаме такви методи, непотребни ни се тие. Така, ви благодарам. Не па и добро би било ако е така и се надевам дека е да нема потреба од нивелирање, оптимизирање, од не знам, коригирање на одредени податоци. Оти ако е да се има потреба, тогаш се има потреба за токму папиролошки нешто да се коригира. А суштината е јасно на што е реалноста. Така што ако нема потреба, тогаш е и најдобро да. Независно што ете папиролошки како таму ете тие не признаваат. А факт е дека има. Или ете пресудите не ги спроведуваат. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, поздрав, до вас се слушаме, повелете. Почитување. Исто така, да, повелете. На робови се рубуваат за СДСМ и ДПМН да им кажа. Вистина СДСМ го оптужи Груевски за Мерцедесот. Меѓутоа со тој Мерцедес се случи Груевски. СДСМ го промени името Северна Македонија, со тоа име земат плата премиери и председатели се служат со тоа име се на власт од ДПМН. ДПМН дојде Гордана Селјановска на власт за да го промени да нема тие коси цртичка што кажи тоа е ресенчане со северџани. За тоа дојде да избриши тие коси што се таму северџани, да го смени тој договор, да го уништи тој Преспански договор, да вратите името, не дојде за се штетат кај Јотоа, што мисли кај Јотоа че е подкрек грези, че е признат, че ве признаваме што ќе рече, че ве признаваме македонци, вистина македонци имате јазик, имате све ваше. Што мисли тоа што се поценуите? Која мудрост има? Јотова е позната по ставовите незини. Па многу јасно, што се поценуи, на кој ниво спан нас е ценила незин татко по Каролитово што го цена беше првоборец. Нека дојде прво во селото кај што се родила, нека е покриет куќата како спомен да имате од татко е кај овој се изветреала тета. За жал,
За жал, професор кој не се оценил дека имате вистина знаење едно и друго дека све ќе створи, за тоа јавно су гласал. Што мислите тоа? Мудр беше само Тито, можеше да ковеше да поживеше, ќе споеше Македонија, Пиринска Егејска, не само да не признава, него ќе не признава и професори се праќа на македонски да учат за време него во Пиринска Македонија, све се признаваше. Мудри политичари ние немаме заробена држава од продадени зушки злосторници и Владен Канас, зараза на криминал, злосторство против Македонија, ДПМ, СДСМ и нивните поддржавачи што се за продадени робови им служат, знаат што е вистината, мора така да зборуваат. Тоа е кај нас најголемото зло во Македонија. Што свара сега тамо, што мисли таа дека ќе Јотова ќе рече вистина во право се, ќе признан Македонија. Срамо. Да, благодарам. Ба добро, јас не знам дали човек треба има кој знае какви очекувања, дали од Јотова, дали воопшто од политиката или бете кој стои или има евентуално некои советодавни консултативни влијанија. Но што можеме ние да направиме, да издействуваме, да поставиме како став, како позиција, како седно, имајќи предвид дека ова е всушност и токму и во контекст на ЕУ. Утрешната средба инаку не е стриктно наменска, таа ќе биде на маргините на самитот, на процесот за соработка во Југоисточна Европа. Значи, тие учествуваат на овој самит кој го прочитав и на маргините да се видат. Што може би не е лошо, затоа велам, тогаш првата средба оптимистичка културна дипломатија, тоа со знамињата, наменски, со наше гостување, не испадна како што треба, па исто гледате и во онака разминување со размена на зборови, како кажа министерот за надворешни во Брисел, испадна исто така, дали тогаш она знамиња со претседателката, дали сега со министерката за надворешни, тоест заедничката средба на министерско ниво со на северно-македонски, може би е подобро и да се оди постепено, како што и утре ќе се оди. Ова е на маргините, не е сепак значи заеднички ручеци, сликања официјално и така натаму, што значи не би требало да има такви пропусти, да кажеме, од тој тип знамиња и слично. Но може би ќе има, токму имајќи предвид дека е на маргините, дека е времето и релативно ограничено, дека е во контекст на развојот на интеграцијата на Југоисточна Европа, земјите од Западен Балкан, особено нешто конструктивно да се размени, нафрли барем и потоа да си се онака дигестира, да се абсолвира, за потоа да дојде до тоете како најавува и очекува премиерот Мицковски, одблокирање на тие евроинтегративни процеси. Или, ако ништо друго, барем малку олабавување на тие заострени односи, кои само уште повеќе се заоструваат по таа серија на ситуации кои ги имаме и овиете поновите вклучително. Оти сега преговараме со оваа влада која е. Тогаш беше претседател Румен Радев, а сега е премиер. А сега подпредседателката Јотова и некако тоа се исти актери генерално, што очекуваме да се смени. Имаме ли ние соодветен пристап барем да поставиме јасно и недвосмислено што сакаме, кои се нашите позиции и така. Тука и комисијата во прашање и слично, таа мешовита историска. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, поздрав, ве слушам, повелете. Значи, пак автогол од овој нашето другарче од вештачката интелигенција од Радишани. Значи, овој изгради се и школи и таму и градинки се и замисли го тужат за некоја си проневера. Како е така? Али што збораш? Деме грешка направија, така? Што вели овој претходникот наш, Мерцедес го купија без никаква штета кон државата, ама го судија Груевска. Сите го возат. Ама во исто време ќе го продава и ќе купува амбулантни возила, така беше, не? Да, имаше така, да, добро. Така беше, така. Или овој Преспански. А кога е добар тогаш, зошто најнаш менмавте имење на институции? Зашто не почекавте малце мудро така, да видите како ќе реагираат грците? Или брзо потезно ги наредите тие лепенките на граничните
премини. Демек, ево, гледај, ние колку сме лојални кон овој одличен предлог. Или овој другиот ти вели, нашата председателка немала став. Кој имаше став? Овој што одеше со љубави, со став 69, тој имаше став. Кога никој пат помизерно не се осеќала Македонија во тие меѓународни односи кон Бугарија. Или овој ти вели да беше Тито ќе ги обединеше двете држави. Па ние и со Тито никој пат во Грција, например, не влеговме кога пишувавме на картичината два пати ју. Никој пат како македонци не влеговме. Кој памти од времето пред да се самостојме, така беше. Два пати пишувавме ју. Не може така са. Така никој пат како македонци. Пуштете ги нека работат. Ќе дојдат предвремени избори, народот ќе процени. Немојте пред време вие да се правите многу паметни, а од друга страна па немате никаква понуда на ова сето. Никаква. Зошто дошла ВМРО да помоне на власт? За да ги смени СДСМ и дојде никој. Благодарам ви, поздравувам. Не знам ова што спомнавте, да, за лепенките. Лепенки, табли, убаво направени, инвестирани, добро на промена на името, со новото име Република Северна Македонија, што велите на граничните премини, но дали е заради, не знам, лојалност, доследност, покажување, почитување на договорот, или можеби то само така изгледа, можеби се побрзало да се направи тоа, токму за да се збунат кои пасите, каде сме геостратешки, цела Европа и ЕУ од север како доаѓаат на југ, одат кон јужниот соседи, доаѓаат тука и гледаат Северна Македонија. Ау, па ние сме сгрешиле ова, како тотално компасот ни е извртен, тргнале од север, од Германија, одат од Полска и така натаму. Добро, Србија и слично тоа веќе. Ајде, наши сме, поранешни онак. Туку се ова друго, значи Австрија и слично. Ајде, ќе одат кон јужниот сосед и промашиле тотално. А каде сме дошле на северна, то како некаде Лапонија да ви се појави. А вие одите кон јужните краишта. И гледате каква тактика. Тоа е дипломатија. Повелете, добар ден кој ни е следен. Ве поздраво. Исто и јас повелете. Види сега, Исо. Да. Ние од македонци ја немаме буквата М како прво. Дали ме разбирате? Да. Го слушам тој еден, Пенде Мендели, како се кажува. Втора бугарска држава ќе сме биле. Абе, другар, ти нели знаеш дека си 90% втора албанска држава? Па сите установи ти се албанци вработени во здравство, Министерство за внатрешни работи, АРМ, секаде. Кај сега, ако ВМРО ДПМН го земе здравството, тогаш образование ќе имаме. Така ќе има тие, ние здравство. Не е ампиципиран овој македонски народ, немат М од македонци. Све е измешано 500 години под турско робство, Турчин да те прави дедо му, прабаба му и овде се прави македонец. Пола од нив се земани со муслимани, сега да си говорим, искрено раѓаат деца од муслимани, и овде се кажуваат македонци. Дај бе малку бидете ампиципирани бе. Абе доста со тие енклитики, проклитики, ваши филозофии и демагогии. Дали ви е јасно вие дека готови сте веќе, значи Македонија снемува кој да дојде на власт, значи одврзани раци на албанскиот народ, значи вие сте втора албанска држава, а не втора бугарска. Ако дојдат бугарите во мене, вие ќе бидете благодарни. И болje да бидеш бугарин него да имаш албанец да бидеш. Не ја напаѓам албанците, тие се паметни, добро си ги редат работите за Илирида. Добро си ги прошируваат односите, све установи, сите тајни ги знаат во Македонија. И после се чукаме во гради патриоти. Абе, вие сте ни голтари, партали, селјаци, селјачишта. Толку имам да кажам. Благодарам, поздрав. Да, освен тоа, ете, гледате, во Бугарија може да се соочите евентуално две бугарски знамиња да ви стават. Па толку нема државно ваше македонско наше. Но нема ни друго некое, нема, не знам, гледате, обично оди она декор пропратен и сади и така натаму, тоа без тоа не може. А оти каде е тука, каде е моментот? Па не можете ништо. Како? Ај тргнете знаме на сад. Кај смеете тоа? Особено ако сте стратешки партнер. Тука е, значи тоа е како она ќе се загрне намота со знаме и ајде да видиме удри го ти по знамето. Така и ова. Извадиш ти и знаме на сад. Еве ти заштита, ајде да видам.
суверенитет веднаш. Добар ден, кој ни следи. Ало, Ишо, добар Поздрав, ден. да, кажете. Местовна пријателчево. Добро, повелете. Во од Холандија изда не се секира, нека не се потресува толку. Ние се правиме државата, не избегавме во Холандија, ќе се бориме тука. Ќе направиме државата, изда не се секира. Нека си ужива тамо. Ние со мајките наши ќе се бориме. А не знам, овој попот не ми е јасен. Дали го примети? Вика, председателката изветреана. Како можеш да... Презреана? Изветреана. Изветреана. Врати ја емисијата, ќе видиш. Не слушнав тоа. Добро. Прво се работи за жена. Добро, се работи за професорка. Се работи за председателка на државата. На својата држава. Ти не си успеал по некое село да станеш и ти ја нарекуваш изветреана председателката која што може да ви држи предавање на село хичево и пошироко. Срамотилаци невидени. Такви фрустрирани луѓе се јавуваат по емисииве. Да го прашам ја, ако не се ВМРО, СДСМ и други партии, изнеси име и презимиња на луѓе, трета опција кои ќе оправат државата. Ама утре да застанеш позади тоа. Ако биде Петер, да одговараш кривично, бе, пријател. А не само не чини овие некои кој се тие што ќе направат? Кој се тие? Значи треба да кажеш кој се тие луѓе и да гарантираш дека ќе биде подобро. Срамотилаци невидени од еден поп, ја не знам кај има завршено. Институцијата председател прво, остае личноста на Гордана. Изветреана да каже што не би го кажали нашите најголеми непријатели. Требаше да се исклучи, да му се забрани повеќе да се јавува во емисиите за ваква изјава. Брука невидена. Срамотилаци, ова од странцеви не го имаме доживеано вакви навреди. Благодарам и се и поздрав. Благодарам, во ред се согласувам, не слушнав на вистина, дури ете и вас не бе презреана ми зазвуча, велите, не го побрзав. Но добро, секако. Затоа јас и на почетокот тебе постојано кажувам, тоа е штетата која се нанесува со употреба на зборови кои се навредливи. Настрана од тоа што ништо не се кажува. Значи, апсолутно, само се генерира, произведува и дополнително и нервоза, и поларизација, а секако покрај оние директно ефекти, навреда и така натаму. Затоа велам, што и да е, не мислам на политичарите, за да не правам тука, ако ќе го потрошим, кратко ќе ми биде и ова малку време од крајот на емисијата, меѓусебните кој што како, особено наназад, ако се враќам. Но она што ние тука, се едно, затоа велам сличноста, глодар или што, не мислам кој како кажал, посебно за нив таму, да не биде овој од оваа партија или она. Но се што е навредливо, затоа и спомнав, дали овие тука што се патриотски, вакви, такви, предавнички патриоти и така натаму. Тоа е таа поделба во секој случај, а која ништо не кажува. Конкретно што треба да каже, да ја каже суштината, слабостите во политиката, во тезата и слично. Затоа, ако дискутираме, не знам, немаме алтернатива со европската интеграција, добро е да немаме алтернатива или не, ајде да дискутираме за тоа. Не по вина на министерот, тоа затоа реков, немаме алтернатива, го слушаме, сме го слушнали 1000 пати, и од сите, од времето и Дуи и така натаму, сите, Османи, своевремено министер за надворешни, не е битно. Значи, не е тоа да се прикачи етикет. Туку да видиме што имаме индикатор, значи ни свети сијаличка дека нема подмачкување, зарибуваме со години, нема алтернатива, нема масло. Значи, некој кажал сега, туку дајте да дискутираме зошто немаме алтернатива. И во тој контекст велам, ете го овој предавникот, овој вако. Дајте да ги дискутираме работите за да обратно велам, освен само навреда и дополнителен раздор, кој дополнително пак предизвикува само мултиплицирање на навредливи зборови, е таквиот пристап. Добар ден, да искористиме уште, да слушнеме уште некого. Повелете. Добар ден, почитувам. Почит до вас, повелете, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, возвраќам и јас, повелете. Па холандскиот граѓанин со български праисход на социјалните мрежи, кај вашиот колега Огнен излезе снимка
од холандјанскиот гражданин дека има што има, не ве слушнав, да? На социјални. Значи, холандскиот граѓанин што ја навредуваше цела македонска нација во вашата емисија пред 2 јавувања. Кај вашиот колега Огнен си призна дека има български прајс. Добро, продолжете, да не одземам време. Снимката е споделена на социјалните мрежи. Ке му ја пуштиме, нека не се секира во четврток, тука ќе му ја свежиме меморијата и добро да видиме од каде доаѓаат тие навреди. А иначе нека си го слуша својот холандски амбасадор, кој му вика молчи и голтај си. Така рече Јап де Коп, така холандскиот амбасадор рече. Така и тој. Ако не му чини, нека си молчи, нека си голта. А дека има удбашки душички во црквата, има. Еве ги гледаме. Тие што ни правеа шарени државни удари. Затоа така со навреди настапуваат, за да не можеме да дискутираме на темата. Но еве, ајде да тргнеме од политичката писменост, дали некој ја има или ја нема. Еве од правото да речеме. Еве, јас да речеме седам во кафана. Ако доброволно му давам бакшиш на певалката, дали имам право да го вратам бакшишот? Немам, затоа што доброволно сум го дал. Ама таа, ако со измама ми ги земи парите, а сум бил пијан, тогаш имам право да ги барам парите назад. Така? Да, но тогаш и не е бакшиш, да. Точно, не е ни бакшиш. Така е и со името. Значи, овие од левица СДС и ДУИ што ни ја направија шарената шашма за сами да го дадеме името и сите последици од тоа, сега бараат да го вратиме. А тие доброволно со гласање ни насадија таква северна хунта за... А истече времето. Да, благодарам. Да. Ајде да слушнеме уште некога ако имаме време да... Ало? Да, поздрав, повелете. Остана театар, да ти кажам на крај. Пријатело, знаеш ли што збори? Ма нека е на добро, ајде само да имаме и утре резултат позитивен. За реплики дека ми отиде времето. Значи, за фамозниот Мерцедес на Никола Груевски. Него судева него зашто е купен Мерцедесот и не е извртуваат приказката. Туку го судева за начинот како е купен Мерцедесот. Значи, дали некој ќе разбере начинот како е купен Мерцедесот, дека Мерцедесот е лична сделба. И тоа убаво го слушнаме сите под прислушкуваните разговори како се бираат седиштата, како се бираат телевизорите. Тоа е едната работа. Втората работа, ако требало државата да го купи Мерцедесот, ќе го купила со пари од заеднички служби при влада, не со пари од буџетот на МВР, кој беше скратен за да не се купат униформи на полицајците за да се плати Мерцедес. То дали се разбираме што е работата? Да не се извртува реалноста. Значи, ја прекардашија со тоа дека Мерцедесот бил суден за Мерцедесот. Не како што битолчарецот го суди Никола Груевски за дека од Каприц го сруши онаму Фијат Сановски, онако помал му пресуди Никола Груевски дека тоа го направил од Каприц. Така да, мислам една работа. Втората работа околу историјата. Ја го повикам пријателот со факултетот Ресен. Има ни лекции по историја, се викаат Прво и Второ Бугарско царство. Нека ги прочита убаво, нека ги види картите, зашто тука ние се плеткаме дека и кај лежи нашиот спор со бугарите. А не е во врска со само антиката, него да го види византискиот период. Тој проблем е со нас, некој ни го крие и ни прави проблеми. Византискиот период во нашата историја, тој период кој нашите историчари го прерипуваат и не сакаат да разговараат. Тука лежи маката наша, македонска. Толку пријатно. Благодарам ви, поздравувам. Имаме ли време уште некого да слушнеме? Повелете, добар ден, на крајот сме. Како и да е добро, имаме капацитети и очигледно не е лошо да дискутираме и околу она што мешовитата комисија од прашања од историјата треба да го реши за да навистина ги дефинираме тие прашања. Во спротивно, како што обично ја нарекуваме историска комисија, таа навистина историски нема да постигне ништо. Не е историска, туку е мешовита комисија за прашања од историјата и ние имаме многу прашања кои можеме да бараме одговори во иднина. Благодарам за учеството и вниманието и посакувам, како и верувам секој од вас, да имаме некаков позитивен резултат утре. Ако ништо друго, ние да одиграме добро. За другото, понатаму, тоа останува на секого, кој како се однесува. Негово и нему на душа. За негов ризик. Имајте
И секако и на негова сметка. Имајте уште еднаш пријатно попладне, останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.